za sekoj od nas i sekoj den, sekoj čas Буба Мара е со нас. Добриот дух во етерот. Радио Буба Мара. Сега имам чест на сцената да ја повикам Весна Чепишевска да ги додели следните награди. Овде на сцената има многу љубов. Љубов што остави Джибони и сите оние што претходно ги добија наградите Златна Бубамара на популарноста. Ама еве, јас сепак за доделувањето на наредната награда малку се подготвив. Не е лесно да си на сцена. Кога во 1903 година се појави една многу култна книга. Тоа е книгата за македонските работи на Крсте Петков Мисирков. Во 1903-та. За нас многу славна, ама и таговна година. Година на Илинденското востание и година кога го загубивме најголемиот македонец, Гоце Делчев. Во таа година Мисирков постави едно клучно прашање. Со тоа прашање се отвори неговата книга за македонските работи. А прашањето гласеше: што направивме и што треба да направиме за однапред. Навистина, што направивме и што треба да направиме во иднина? Дали направивме доволно? Дали сите ние правиме доволно за македонскиот јазик? Дали доволно пишувате пораки на македонско писмо? Дали доволно пишувате објави? Пишувате пораки со македонски букви? Дали читате македонски автори? Дали читате македонски книги? Дали ги учите своите деца дека македонскиот јазик е убав јазик? А многу пред нас тоа го направија некои. Да се сетиме само во 19. век свој белек оставија граматичарот Пулевски, велелепниот раскажувач Цепенков, нежниот Константин Миладинов. Потоа се надоврза револуционерните Рацин со бели мугри, Неделковски со млскавици и Шопов со песни. И затоа, денеска, на ова 26-та Златна Бубамара на популарноста, имам посебна чест да најавам едно име, кој што е дел од плејадата, од групата на современи писатели, автори, кои што бдеат на јазикот, на својот јазик, на македонскиот јазик, кои што пишуваат и пишуваат. Пишуваат за Везилката, за Пиреот, за Црното семе, за Дуплото дно, за Тврдоглавите, за авторот кој сакам да го најавам е оној кој што ги напиша Азбука за непослушните, Папокот на светот и Папокот на светлината. Дами и господа, имам чест да го најавам Венко Андоновски, писател на годината, кој всушност за Папокот на светлината ја доби и престижната награда на Друштвото на писателите на Македонија, Стале Попов. Венко, повели. Кога дојдов, мислев дека сите овие луѓе се за мене. Вака, најпрвин честитки за директорката на семинарот за македонски јазик
И мислам дека оваа награда треба неизе да и се додели. Вака, најпрв им благодарам на Ранко Бубамара, на Радио Бубамара и предлагам Бубамара, Златна Бубамара на популарноста да се вика и Златна Бубамара на хуманоста, со оглед на тоа дека овде беа наградени луѓе кои се борат за човекови животи. Сите ние се бориме, но тие најдиректно се борат за тоа. Тоа е првото што сакам да кажам. Второто кажав, на Весна да и се заблагодариме што преку семинарот го негува тој наш македонски јазик. И третата работа сакам да ви кажам, да направим една мала демистификација. Најпопуларен писател значи најнароден писател. И јас тоа така го сваќам, нема поголем комплимент од тоа народот да ти даде награда, односно во твојата награда да се спомене народот. Ќе ви раскажам само како јас станав најпопуларен писател, односно како станав бестселер писател. Кога во далечната 98 година се пробива во македонската книжевност и мислев дека ако напишам книга, македонските критичари ќе паднат во несвест со таа книга, нели? Излезе таа книга Фрески и гротески и јас секој ден поминував покрај книжарницата на македонска книга и прашував колку книги се продадени. Колку книги? Бев гладен за слава. Одговорите беа 2 книги, 1 книга, 2 книги, 1 книга. Поучен од тоа, решив, бидејќи веќе имав плата како асистент, да си купам 50 примероци и да ги поделам на моите пријатели на филолошки факултет. Ги купив 50 примероци, продавачката воопшто не ме ни познаваше. Мислеше дека сум веројатно некој лудак што купува 50 исти копии од иста книга. Тргнав на кај филолошки факултет, но во Пирин планина налетав на една дружина моја, другари, мои музичари од музичката академија и ним им ги подарив книгите. Бидејќи седевме, почнавме по нешто и да пиеме, книгите исчезна, јас се вратив, почнала втора смена во книжарницата, јас купувам уште 50, на чекови се купуваа тогаш работите и веќе одам со тие примероци, велам овие ги носам на филолошки факултет за моите колеги. По мене влегол новинар кој добил задач за саботното издание да направи анкета која е најпродавана книга на неделата. И во сабот мојот покоен татко, новинар, ме буди и вели прочитај што си направил со книгата. И јас мислам некоја негативна критика е во прашање, нели? Пишуваше вака, само во еден ден продадени 102 примерока, од кои јас сум купил 100. Сега, со тоа завршувам. Откако тоа се случи, значи јас пред Маркес, јас пред Меша Селимовиќ, откако тоа се случи, книгата, тиражот се распродаде за 2 недели. Луѓе, ако овде има менаџери, нека научат дека и книгата заслужува менаџмент. Јас сам си го направив. Случајно. Ви благодарам. Најпопуларен писател за 2022 со Златна Бубамара на популарноста Венко Андоновски. Едни луѓе доаѓаат, други си одат, исто како во животот. Дојде време за Игор Џамбазов, Црниот гавран, дојде време за умрените. 26 години јас ги кажувам умрените. Му викам на Ранко, добро бе, не може ли Сашко Коцев еднаш да ги каже умрените? Не може, вика, на пилате се со жена му на часови.
Минатата година не напуштија двајца врвни актери и еден голем маестро. Не напушти мојот колега, пријател, брат, другар, татко, цимер, Марин Бабич. Ве молам еден голем аплауз. Единствениот што се обиде да ме одбрани во времето кога бев лошо момче во драмскиот театар и на сите им викаше: не зборувајте така дека Игор пие многу. Не пие Игор многу, цугот му е голем. Така се обидуваше да ме одбрани. Инаку идеен творец на едно големо шоу кое имаше шанса да му парира дури и на ова наше во Златна бубамара на популарноста, се викаше Глумците пеат. Се одржуваше во универзалната сала. И еве сега гледам Тања Кочовска тука и ми текнуваат 5 точки од Тања Кочовска, гениални на тоа шоу. Инаку обожуван глас на Радио Скопје и Македонското радио имаше своја ноќна програма. Целната група му беше слична како мојата денес, разведени, остаени, вдовици. А после него не напушти една од најголемите комичарки ever, што викаат младиве, популарната Мара Попара од моје време, Катерина Крстева. А бидејќи за покојникот секогаш се зборува се најдобро, за актерот секогаш се зборува се најсмешно. Така се испраќаат актерите. Кате Крстева пошла во Стоковна куќа 26 јули да купува гаки за мажот и Милош. Добар ден, повелете. Овие гачи колку ви се? 150 денари. А овие? 220. А овие? 650. 650, вика Кате. Со се пенисот ги давате? Кате Крстева, Мара Попара. И сега, колку зафркната појава е животот, ќе дознаете од следниот податок. Маестрото кој не напушти, и на кого ќе му направиме чест оваа вечер, си замине од овој свет само 5 дена од како му соопштивме дека ја добива наградата за животно дело. Life is a bitch. Станува збор за големиот, еден од најдобрите хармоникаши на Македонија, Милан Завков. Бубамара подготви едно пригодно видео, да го погледнеме.
Поскупна златна бубамара за животно дело ја добива Милан Завков. Го поканувам неговиот брат Тодор Завков да ја прими наградата. Добро вечер. Кога дојдев навака, си размислував како ќе беше се поинаку ако Милан ја примеше оваа награда вечерва. Јас нема да бев, ја ќе бев или тука на сцената со него заедно како секогаш. И не знам што ќе имаше да ви каже он, бидејќи он најдобро зборуваше преку неговите дела и преку хармониката. Само знам, сигурно знам дека на неговото лице ќе беше онаа насмевка по која ќе го паметиме, долго ќе го паметиме, неговата препознатлива насмевка. Таа насмевка беше содраз на една скромна и светла душа. Таквите, ја мислам дека се ретки. Милан ќе беше многу среќен со оваа бубамара и затоа од име на семејството на Милан упатувам една благодарница до Радио Бубамара. И сега во чест на маестро Завков и неговите безвременски ора, ќе чуеме еден бенд кој тој сакаше да си ги вика мои деца, па ние од естрадата ги научивме како децата на Милан. Специјално за маестро Милан Завков, неговите деца. Група Маестро!
Добриот дух во етерот. Радио Буба Мара.